Вистински скандал настана кога новинари открија дека единици со крв се фрлени под камениот мост. Додека низ болниците недостасува крв, па пациентите мораат да бараат помош на социјалните мрежи. Лешник разговара со представник од најранливата категорија на граѓани. Да погледнеме. Да, студио, тука сме со представнико на романското малцинство у Македонија, господино Владо Трпчевски. Он вика дека е многу згрозен од овај чин. Господине Трпчевски, зашо поточно сте вие згрозен? Со години немаме исхрана, мене децата дома гладни ми соедат, а тие фрлаат храна, се расфрлаат со храна. И како успевате да заврзете крај со крај? Како се снаоѓате? Тешко, многу тешко. Народот нема крв, се од слабокрвни пиеме. Крвта неквалитетна, слабокрвна, крв лајт пиеме со години. Значи некој... Седи мирен сеја! Значи некој друг му ја цица крвта на народот. Која ви е конкуренцијата? Политичарите. Политичарите му ја исцицаа крвта на народот, драга господјо. Фала ви, Ептен. Луѓе, имавте прилика да видите уште една многу потресна приказна. Не! Апелирам до надлежните институции и до сите крводарителски сојузи да си запрчат ракавите и да земат да помогнат на овие случаеви што се на работна екзистенција, па да се дигнат на нози. Фала ви, Ептен. Студио? Фала ти и тебе, Слободанка. А ние продолжуваме со вчерашни.